Извидништвото е една од најинтересните активности од која децата можат да научат многу за животот. Во светот постојат повеќе од 40 милиони извидници кои ги делат буквално истите вредности како и нашите. Денес во приказна ќе ги видиме приказните на извидниците. Најубавите пријателства започнуваат меѓу децата извидници. Тие пријателства ги врзуваат и траат цел живот. Андреј Силјановски е извидник веќе 5 години. Бидејќи може да научи многу нови работи, што еден ден може да му го спасат животот. Ако има многу големо невреме, зависи на времето. Ако има дожд, што не е до толку јак, ништо нема да биде. Ама ако има како мраз, ако има како град врне многу силно и грми, тогаш треба под керија да одиме. 9-годишната Ена Ѓозо 2 години членува во извидничкиот одред Методија Митевски Брицо. Да, ми се допаѓа, знам. Сега научив многу повеќе за природата, запознав многу повеќе другари и игри. Па сум била во Струга, во Вишни, сум била во Крушево на 13-та смотра 2023-та. На тие места сум била од извидници. И овде цело време имаме разни активности во бараката. Во сојузите, секоја извидничка приказна е важна, а секој поискусен треба да биде силна поддршка на подмладокот. Сојузот на извидниците на Македонија гледа да ја најде улогата на секој поединец во рамките на извидничката организација. Дали тоа било поединец кој што е дете од 7 години, па се до човек кој што е искусен од 7 до 77 години. Во рамките на извидничката програма има еден извиднички метод кој што се вика поддршка од возрастните. И токму е тоа она што ние го нудиме на возрастните. Они да бидат поддршка на младите, на децата и на извидничката програма. Преку нивната поддршка, преку нивниот ангажман, им даваме можност они да се вклучат и заедно со нас, заедно со други нивни врсници, ентузијасти, заедно да градат подобар свет и да градат едни индивидуи кои што се самоисполнети, кои што се дисциплинирани, кои сакаат да учат за природата, кои сакаат да учат за својата земја, кои што сакаат да запознаваат нови култури, нови традиции и така натака. Со извидништвото растеш, развиваш вештини и знаење, созреваш. Тоа го потврдува и Надалина Тодева, која буквално пораснала со извидниците на извидничко-поречанскиот одред Сидро, каде што членува цели 9 години. Па најпрво учиме за многу животни вештини, како да се снајдеме во природа, учиме нешто за природата, исто сите дружби што можеме и што се шетаме, прекрасно е. Во Македонија ги имам посетено скоро сите градови, исто како и во Србија имам одено. Има на многу места стварно, но највеќе одиме во Скопје, ни се повеќето акции, но исто одиме. Еве сега бевме во Велес, во Крушево што имавме смотра, во Кичево и на многу други места. Јас преку извидници само имам запознаено милиони другари и од Македонија и уште од пошироко. И исто така за да научите како да се снајдете во природата и да научите многу нови интересни ствари. Кампување, логорување, дружење во природа, тоа се само дел од активностите кои ги освојуваат децата. Тоа ја освоило и 9-годишната Мила Савовска, која е извидник од прво одделение. Сум била во Крушево, во Струга и во Зелениково. Се забавуваме и учиме нови работи. Извидништвото е љубов која сите ги освојува. Затоа Мила ке порача. Бидејќи таму имаме нови пријатели, учиме нешто ново за природата. Имам многу нови другарчи. Најубаво ми е кога патувам и кога играме нови игри, кога седиме покрај логарски оган. Извидниците се невладина волонтерска организација отворена за сите. Не познаваат никакви граници, нити социоекономски статус, ниту вера, култура. Како почна приказната за извидниците во светот? Дознајте сега во приказна.
Извидништвото е движење или организација која овозможува стекнување на корисни вештини и знаење за снаоѓање во природа. Според мене и според моето досегашно искуство сметам дека е многу важно еден човек да стане извидник, поради тоа што со самото тоа што пристапува кон извидништвото, осознава нови знаења, се стекнува со нови животни вештини, станува одговорна личност, стекнува нови навики, покрај тоа се дружи, стекнува нови пријателства во рамките на Македонија и подалеку. Извидништвото е движење, неформално образование, кое што им нуди правилен физички, социјален и емоционален развој на децата и на младите преку систем на вредности. Тој систем на вредности се базира врз нашиот завет и закони извиднички, кои што развигорците, најмалата категорија на извидници, ги стекнуваат за време на нивните редовни состаноци на во извидничката година. Првата организација ја создал Роберт Баден Пауел во 1908 година. Основачот Пауел ги забележува недостатоците што ги има во општеството, особено кај младите. Тој доаѓа до идеја да создаде сигурна средина за младите луѓе во чии рамки ќе се работи на нивниот личен развој и вредности уште од најмала возраст. Тој го создава првиот експериментален камп со 22 момчиња во 1907 година на островот Браунси во Англија, првите 10 дена од август. Неговата книга Извидништво за деца со години е четврта најпродавана книга со над 150 милиони продадени примероци. Во чест на Пауел, во месецот во кој е роден, февруари, секоја година традиционално извидниците организираат бројни настани. Неговата сопруга придонесува и девојките да се приклучат во извидничкото движење. Во природа сме и во нашите извиднички одреди, значи извидниците се собираат според возрастната категорија еднаш во неделата на состаноци, каде што ги изучуваат оние вештарства познати, како што сме ги гледали во филмовите, оние емблеми што ги освојуваат на кошулите. Тоа се вештини кои што извидниците ги учат за текот на годината и потоа на некој камп ги освојуваат. Сега кои се тие вештини, освен оние традиционалните ориентација, јазли, палење на оган, видови огништа, имаме и доста интересни атрактивни активности како што е сплаварење, кајакарење, рафтинг, прва помош и заштита, лаки стрела, готвење имаме, значи спектарот, односно програмата која што извидниците ја учат на состаноците е навистина голема и никогаш не се ограничуваме, секогаш сме отворени да ги прифатиме сите нови активности и нови теми кои што доаѓаат нели од извидниците во Европа, извидниците во свет и гледаме да ја збогатуваме и да осовременуваме нашата програма. Во 1920 година основана е Светската заедница на извидници, која денес брои околу 57 милиони деца и млади од 216 земји. Оваа бројка постојано расте. Голем број познати личности од различни професии во детството биле извидници, меѓу нив се и Стивен Спилберг, Дейвид Бекам, Барак Обама, Дейвид Боуви, па дури и кралицата Елизабета II. Од јавните личности во Македонија извидници биле нашата режисерка Тамара Котевска и моделката Катарина Ивановска. Дейвид Боуви токму во извиднички камп во 1958 година го имал првиот јавен настап. Постојат повеќе од 200 различни јазли на јаш, десетина шифрирани писма, 20 видови шатори и огништа, околу 100 патни знаци, како и други работи кои се разменуваат како вештини во извидничките сојузи. Јазлите се еден дел од извидничката програма, значи извидниците ги учат тие неколку 6 видови на јазли учат, тоа се амбулантен, лисици, скратувалка, кои што сте си имаат своја намена, односно не се учи само заради за надпревар, туку се учи за да може да ги применат, кога треба да спојат два предмети, кога треба прифрлат нешто од едно на друго место, да скратат нешто. И тоа пред се придонесува кон моторички развој, значи работа со рацете, логички развој, значи треба да размислува, треба да од малечко јаженце да направат нешто. Светската организација на извидничко движење е водечко младинско движење во светот во кое членуваат 41 милион млади луѓе. Годинава, најголемата извидничка смотра беше светскиот извиднички настан Џамбори, на кој учествувале 43.000 млади извидници од 158 земји. Се одржа на почетокот на август во Јужна Кореја. Срна, како почна вашата приказна? Што ве натера да станете извидник? Па, тоа беше многу одамна, за мене. Ја бев второ оделение, бев на училиште, имавме некој
некој час нешто и дојда извидници, дојда униформирани, целите дотерани. Не викнаа за големиот одмор, така ќе имаат спремно некои активности во училишниот двор. Ние бевме сите возбудени. И кај мене на училиште, мислам, вака многу често доаѓале луѓе од различни курсови, од различни дисциплини да си прават рекрутација, меѓутоа извидниците беа стварно поинакви од се друго што видов, тоа мене ме заинтересира многу. И така од тогаш почнав да одам на извидници, не престанав до ден денес, тоа се веќе некои 16-17 години активно членство. И така можам да кажам дека пораснав на извидници. Веројатно и вашето искуство, но и на многу извидници е онаа поука дека многу вештини се совладуваат за време на извидништвото. Од тој аспект, зошто е важно извидништвото за детскиот развој? Така, па јас лично можам да кажам дека се усамостоив на извидници, дека стварно мислам дека станав подобра личност. Мислам дека претходно имав некои негативни карактеристики кај мене кои што ги забележував и на извидници со текот на времето, со поддршката од групата, од заедницата, од водачите кои што беа постојано тука со нас, успеав и тие некои работи да ги надминам, за да можам да кажам дека сум подобра. Тоа што извидништвото го разликува од останатите работи е тоа што работата, активностите и целото неформално образование кое што го има на извидници се одвива во природа, што е многу значајно за физичкиот развој кај децата и кај младите, бидејќи јасно ни е на сите кои се сите тие бенефити кои што ние можеме да ги добиеме од природата и од едноставно активирањето наше во надворешниот свет, во животната средина. Така што тоа е еден голем плюс кој што извидништвото мислам дека го нуди на децата и на младите, но и како што кажав за за целокупниот личен развој кај едно дете или млада личност, сметам дека е многу важно самото извидништво. Тоа се мислам, луѓето на извидници ги прават работите водејќи се подреден метод, а тоа е извидничкиот метод кој што предвидува враќање на заедницата, предвидува работа во мали групи, што на крајот на денот нели ја поттикнува и тимската работа, ја подобрува тимската динамика кај луѓето. И многу повеќе сите тие делови мислам дека се оние кои што се клучни за личен развој кај едно дете или млада личност. Споменавте дека се работи во природа, како реагираат децата и кои вештини како физички вештини ги учат додека се во природа? Така, па мене ми е најинтересно самото осознавање на природата кое што се јавува кај децата на таа возраст, бидејќи еве едно е ние да имаме некоја активност да речеме на водно која што ќе трае 4-5 часа, меѓутоа веќе кога сме на 3-дневно кампување во природа, во некое село во Македонија или во околината, тоа е стварно голем предизвик за децата да знаат, да почувствуваат природата како свој дом што и е, да бидат едно со лисијата, со растенијата, со инсектите, со животните. И нормално секогаш има предизвици на самиот почеток, се плашиме од скакулци, некој нешто да не ни дојде, некоја мечка да не ни дојде навечер и слично. Меѓутоа на крајот на денот сето тоа еволуира во една огромна поприврзаност што децата ја развиваат према природата и така и остануваат во самото движење. Се вели дека најголемите пријателства започнуваат и траат и после завршувањето на извидништвото, а токму почнуваат во периодот на извидништвото. Од тој аспект колку развивањето на социјалните вештини е важно во рамките на извидништвото. Апсолутно, па знаете и самата таа работа во мали групи те учи дека твоето семејство во моментов овој викенд е тука. Се што правиш, го правиш во рамките на оваа група, во рамките на оваа заедница и тоа мора, мислам, не смее да се коси со вредностите и со размислувањата на другите. Сите ние учиме за емпатија, учиме за мултикултурализам, учиме за меѓусебно разбирање, што е доста значајно. Секогаш имало и ќе има деца кои што ќе имаат потешкоти во тоа, меѓутоа секогаш е овде поддршката од возрастните во извидништвото, кои што се многу значајни, имаат значајна улога. И едноставно тие се тие кои што ги водат децата и на вистина кон нивното осамостојување, кон децата развиваат одговорност, развиваат вештини за еден ден и тие да станат водачи, да го вратат истото на новите генерации. Има ли некое ниво кое што им паѓа посебно тешко на дечињата и често пати сакаат да се откажат после тоа ниво? Откажување не. Знаете како, секогаш, мислам, секогаш е многу заразна енергијата на извидници. Вистина е тоа дека
пријателите со кои што ќе се стекнеш на извидници остануваат за секогаш, бидејќи тие се тука со тебе кога например си на стаза и ќе почна да врне дожд и ти ќе бараш за солниште, меѓутоа исто така сакаш да ги освоиш сите поени, да завршиш стазата и да го добиеш пехарот. Тоа се некои такви предизвикувачки моменти за секој човек кој што кога ќе се најде во средина со поддршка, лесно ги пребродува. И така сите ги памтиме кога ќе пораснеме, сите ги памтиме оние сладки моменти кои што сме имале некакви предизвици, меѓутоа како пријатели сме останале заедно. Односно во тој момент како екипа сме останале заедно, сме го завршиле тоа што требало и сега со радост се присеќаме на тие моменти. Како се откажуваат дечињата од мобилните телефони, од дигиталните уреди кои што на некој начин денес се таков тренд? Па мораат. Мораат, нема сакаат или не. Знаете како, извидничкото движење мора да е во чекор со најпоследните трендови, мора да остане актуелна, бидејќи мисијата на самото извидничко движење е да придонесе во создавање на подобар свет. И ние знаеме дека мора да допреме до што е можно повеќе деца и млади, за да се прошири таа мисија и тие да сакаат да го направат светот подобро место за живење. Така што мора да бидеме и ние во текст со трендовите и наоѓаме начини како да ја користиме технологијата за едукација и за доброто на младите. Например, на времето ако извидничката програма била многу застапена со топографија, со ориентација, со вештини за преживување во природа, сега ние учиме како нашите смарт уреди можат да ни помогнат во учење на сите оние дисциплини. Меѓутоа се знае кога е време за стаза, телефоните децата ги добиваат за да се јават дома, да кажат дека се добри, да кажат како поминале, меѓутоа освен кога не се користат за нешто да ги научи нив, телефоните си стојат на страна и децата се сосем задоволни. Знаете, само првите моменти кога ќе дојдат тие на кампување се малку покритични, бидејќи е нова средина, тие се во природа, немаат WC, немаат нивна WC школка, немаат туш и така натаму, меѓутоа многу лесно влагаат во целата приказна и не ни забележуваат дека има потребен телефон. Од која возраст може да се почне извидништвото? Има ли долна граница? Така, знаете, Сојузот на извидници на Македонија е составен од повеќе од 17 извиднички одреди ширум државата и секој извиднички одред се прави своја регрутација на членство, бидејќи ние како Сојуз не работиме директно со децата и младите, туку работиме со самите извиднички одреди. Секој извиднички одред има своја долна граница на запишување на членство, меѓутоа повеќето се од кај 6-7 години, 8, а највисоката граница за запишување на членство, ние се смееме, велиме дека е 99 години. Возрастните во извидништвото и така имаат важна улога и имаат свое место во целата приказна, така што ние сме секогаш отворени за возрастни кои што сакаат да се впуштат во извидништвото. Би сакала да ги споменеме и смотрите, бидејќи се многу значајни, кои поуки се пренесуваат на смотрите и би сакала да ја споменеме смотрата која годинава се одржа во Крушево. Што како поука добија младите извидници од овој настан? Така, значи, ова лето се одржи 13-та македонска извидничка смотра. Смотра е едно големо кампување кое што се организира на секој 5 години од страна на одреден сојуз на извидници. Бидејќи сојузи на извидници има во речиси сите држави, секој сојуз во различен временски интервал се организира оваа смотра како нивен најголем настан. Смотрата е всушност и круна на извидничкото работење во изминатите 5 години, бидејќи се она што извидниците научиле да го прават и се испраксирале во правење, тие тоа го покажуваат на смотра пред извидници од цел свет. Ние годинава имавме извидници од повеќе од 16 држави. Бевме околу 1000 извидници собрани на ски терените во Крушево, каде што низ 10-дневно кампување децата, младите, како и волонтерите кои што беа поддршка во целата таа приказна, научија многу повеќе најпрво за интернационалната димензија на извидништвото, бидејќи ние на извидници сме цело време не учат дека сме дел од едно огромно семејство од 50 милиони извидници ширум целиот свет, застапено во секоја држава. И сето тоа било во нашите глави апстрактно, се додека не отидовме на тој настан и го видовме светското извидништво пред нас. Прекрасно е чувството да си извидник и да си дел од таква смотра, заради тоа што имаш пријатели на секаде околу тебе
иако не им го знаеш името се уште, бидејќи тоа се луѓе кои што ги делат истите вредности, истите принципи, тоа се луѓе кои што секогаш ќе ти пружат рака, секогаш ќе ти помогнат и секогаш ќе бидат твоја поддршка, што е многу значајно за денешниот свет. За крај би сакала да го споменеме и логорувањето. Што се прави, како реагираат децата, а и возрастните извидници? Така, значи тоа се за кампување. Тоа си се во рамките на нашата годишна програма извидничките одреди организираат кампувања секоја година, најмалку еднаш во годината. И тоа сите тие се одвиваат под некоја различна тематика или символика. Ние символиката многу ја имаме вкоренета во самото движење. И сите оние работи кои што децата и младите ги учат или се надпреваруваат за да го покажат своето знаење, сето тоа го прават низ некаква си символика. Па така, например, најчесто кога одиме на кампувања, имаме некој надпревар. Надпреварот може да биде од вештините за ориентација и топографија, што е една од потрадиционалните вештини во македонското извидништво. Меѓутоа, сега одредите се повеќе организираат и надпревари на тема климатски промени, како младите да застанат, да се борат со тие промени, на тема биодиверзитет, родова еднаквост, диверзитет и инклузија и така натаму. И тоа е таа магичната приказна која што се движи во позадина на кампувањето, односно тоа е играта која што децата и младите треба да ја поминат, треба да ја совладаат. Меѓутоа, во принцип, тоа што ја крие приказната е всушност едно кампување, значи пристигнување на локација, криевање камп, криевање шатори, правење патенти, односно правење на предмети, мебел од материјали кои што можеш да ги најдеш во природата. Децата сами си градат канти за ѓубре, сами си прават ограда околу нивниот шатор за некој нешто, нели, да не дојде, да си поставуваат јарбол, стражарница и така натаму. Тоа е се дел од извидничката приказна на ваквите кампувања. За веќе наредниот ден тие со компас, односно со бусола, со мапа, да тргнат на надпреварувањето, да ги бараат нивните контролни точки за да ги покажат своите знаења, да се вратат кон крајот на денот, за утре дента да има објавување, односно објавување на победници, давање на пехари и така натаму. Така од прилика изгледа едно тродневно кампување или акција, како што ние ја викаме. Во месец август 47 извидници од Македонија отидоа на светската извидничка смотра. Оваа смотра представува собир на извидници од целиот свет, која се одвива на секој 4 години на светско ниво и истата сега беше во Јужна Кореја. Конкретно јас имав улогата на водач на контингентот. Контингентот е таа цела група на извидници која што доаѓа од една земја. И одевме со 3 патроли, односно учесници со водач и со 15 волонтери кои што помагаа за сета таа програма што беше осмислена таму да се изреализира. Секогаш се обидуваат на светски смотри да ги искористат најзначајните активности кои што може да се направат во одредена земја. Конкретно за Кореја, тоа беа активности поврзани со традицијата, културата, со технологија, бидејќи како што знаеме, они се доста напредни во тоа поле. Па така нашите извидници имаа можност да искусат некои работи кои што кај нас најверојатно би дошле за некои 20-30 години од страна од аспект на таа технологија која што има таму. При тоа задржувајќи ги сите оние основни традиционални извиднички активности кои што ги имаме ние за време на кампови. Значи сето тоа се одвиваше на еден огромен камп, односно камп местото беше исполнето со многу шатори во кои што беа сместени 40.000 извидници и сите беа некако вклучени во самата програма. Дали како учесници, како волонтери во реализација или како поддршка само на контингент. Многу интересна работа е кога извидниците од тука, конкретно возрастната група која што одеше беа средношколци, учесници на самата смотра и родителите ги праќаат на другиот крај на светот со вас, верувајќи ви, бидејќи ве знаат како ги организирате и планирате работите во рамките на нашата земја, па ви веруваат дека истото ќе им го возможите во друга земја. Многу интересно кога првично некои беа скептични за тоа како ќе можеме ние како
како млади луѓе да се справиме со тие средношколци и да ги однесеме тие прекрасно да си поминат и при тоа да бидат безбедни таму. Кога се вративме, и родителите и децата беа презадоволни. Сите имаат премногу нови пријатели од таму, премногу нови научени работи, слики и видеа од Јужна Кореја и по неколку нови научени зборови на корејски. Децата на извидници се малку поразлични од оние кои што не се дел од извидничкото движење. Таа возраст може би е за секого малку попроблематична. Мислам, тука почнуваат некои поголеми прашања животни да се одредуваат и одлучуваат. Меѓутоа, извидниците се, особено оние кои што подолго време се во извидничкото движење, се способени да го прифатат секој предизвик, да бидат пофлексибилни, поодговорни за себе си и за другите, така што таа група на учесници која што ни беше во Кореја беше составена од средношколци, меѓутоа извидници, одговорни пред се за себе и за пријателите, и нам не ни представуваше никаков проблем со такви деца да се договориме. Мотото на извидничкото движење е создаваме подобар свет. Тоа е нешто што не води во сите активности што ги планираме. Значи, нашите извидници пред се доста ги обучуваме за престој во природа. Престојот во природа секогаш си носи своји предизвици, било тоа временски непогоди, некои незгоди за кои што ние ги обучуваме како да постапат во одредена ситуација, а исто така ги обучуваме и како да се справат со престојот во природа во поголема група, каде што ќе може да биде и комуникација, проблем, конфликт и слично. Така што од секој аспект разгледуваме на сите предизвици со кои што можат да се соочат. Ранко Петровиќ е поранешен извидник. Неговата приказна почнува во тогашниот извиднички одред Маршал Тито. Па тоа беше во почетокот на 80-тите, кога во прво оделение, во второ оделение дојдоа девојчиња со облечени во извиднички униформи и рекоа кој сака во извидници, нека дојде кај нас. Нас да изгледаше интересно на моите другарчиња во оделение да идеме да се шетаме. И бидејќи сестра ми беше постар извидник, веќе од прилика знаев што се случува, се радувавме што ни дадоа зелени кошули и дека имавме убави извиднички марами, ама тоа беше само првиот момент од која заслуживме да бидеме на првите 3-4 часа од кога отидовме таму. После тоа секоја сабота и недела не носеа на некој излет, дали на Водно, дали во Сарај, на Марково Крувче, неколку пати бевме како помали во Катланово и во тоа време се организира априлски средби, нашиот одред, извидничкиот одред Маршал Тито, организираше априлски средби и ние као млади извидници од четврто оделение ни даваа задача да ги чистиме улиците и да го фрламе ѓубрето, и тоа за нас беше невидена среќа покрај сите извиднички акции што ги правевме. Тоа беа врзување чворови, фрлање јајца, дигање шатори, секој си имаше своја морзева азбука учевме, но пред се во извидниците учевме да бидеме одговорни и да тоа спонтано доаѓање, да бидеш одговорен и да бидеш другар спрема сите, не само спрема своите другарчиња од извидничкиот одред, не е да бидеш такмичарски подготвен, мислам да бидеш такмичарски подготвен, но не е да одмогнеш на некого, него да му помогнеш и на тие од другиот дел, што беа од другите извиднички, имаше многу извидници од Галеп, од Јадран, а во исто време се запознававме на тие априлски средби како помали извидници и со други другарчиња извидници што беа тука со нивните одреди од Сараево, од Белград, од Сплит, од Лјубљана, и тоа беше се сеќавам во Катланово, една голема смотра од преку 200 извидници, и сите има различни марами, беа облечени во извиднички униформи. Додека ги развивал своите вештини како извидник, тој случајно ќе започне и свое ново хоби, кое ќе стане негова професионална љубов. Веќе кога дојдов 6-то оделение, као постар извидник, ми дозволија да бидем, едно време да бидеш и као келнер, да служиш јадење, пиење, и мене ми беше многу интересно да бидам еден од тие што ќе пушти што ќе работи на разгласот, и што ќе биде еден од првите што ќе има право да пушти и да одбере музика. Тоа беше едноставно и затоа ја, например, во Омиш 1986 година бев прва смена како обичен, како летувалец, во втора смена млад извидник, во трета смена бев извидник кој веќе е задолжен и за кујната, со нашите 20 другарчиња, а во четврта смена бев
задолжен за чистење на WC-то, ама како награда го добиваш и разглас, зашто стануваш прв у 5:30, нели те буди дежурниот човек, го чистиш WC-то тоа со шмрк и трчаш пред разглас у 5 до 7 да кажеш: драги ретуалци, добро утро, Омиш 86-та година, извиднички одред Маршал Тито, ви посакува добро утро и убаво утро, прекрасен е денот, да станеме, доручекот почнува во 7 часот и 30 минути. Тоа ми го дозволија уште на 14 години и многу им бев симпатичен, интересен, бидејќи стално грешев, ама веќе на 14-тиот ден, на последниот ден го читав тоа течно, без трема, без ништо, и во исто време последната завршна забава на мене и уште едно другарче ни дозволија да бидеме дури диџеј. И таа поддршка што ја имавме после тоа во текот на животов ни остана, мене ми остана да продолжам исто така со музика и да се занимавам со нешто што може да бидат луѓето задоволни, срекни, тоа е Радио Бубамара, а тие организацијски способности што ги учевме во извидничкиот одред Маршал Тито, на тие летувања, на тие акции што беа од извидници, многу ми помагаат и ми помага кога веќе бев тинејџер. Богатство од знаење, пријателства, поуки за одговорност се само дел од работите кои како извидник ги стекнуваш. Целото извидништво е еден убав момент за сите луѓе кои сакаат да, мислам ако се добри педагози и добро организиран одред, за сите млади луѓе што сакаат во иднина многу полесно да го поминат животот и сите тешкоти, за животот не е секогаш лесен, али тие другарства, тие контакти, тој начин на размислување, вештини што се стекнуваат со извидништвото се огромни и затоа во светот едни од најпочитуваните луѓе се нели пожарникарите и извидниците, бидејќи во секое време знаеш дека ја чуваат природата. Првиот скопски извиднички одред е основан во 1952 година. Сојузот на извидници на Македонија брои 23 извиднички одреди, локални извиднички организации кои делуваат во повеќе од 17 градови на територијата на Македонија. Еве што други податоци ви носиме денес. Од почетокот до денес, целите на извидниците се исти. Тие придонесуваат за развој на децата и младите преку стекнување нови физички, мисловни, емоционални и социјални вештини, кои им помагаат да бидат дел од општествената заедница. Целта на извидништвото е да придонесе уствари кон неформалното образование, односно се она што не се учи во училиште, ние на извидници на неформален и формален начин се обидуваме да им го приближиме и да им го доближиме на децата. Всушност, извидништвото и во минатото и денес создава одговорни личности. Па се снаоѓаме, да, и во природа, и кога не сме во природа, тоа е една од главните работи кои што извидниците ги учат додека идат на тие извиднички состанови, кампови, значи да се снаоѓаат, да знаат во било која ситуација да се снајдат да решат некој проблем, предизвик кој што го има, да се социјализираат, да се дружат. И една од најважните работи е да не прават разлика меѓу себе, без разлика дали е тоа пол или колку години е на некој на извидници и слично, на некој начин да вежбаат емпатија, да се запознаат со емпатија и да го имаат тоа чувство во себе за целиот живот. Долната граница за зачленување во извидничките сојузи е 7 години, додека горна граница не постои. Ние вршиме уписи од прво оделение, односно 6 или 7 години, нели, зависно од тоа кога тргнува во училиште. Најдоцна нема граница, едноставно. За да се стане извидник, потребна е желба за дружење и прошетки, љубов кон природата. Првиот скопски извиднички одред, уште познат како извиднички одред Маршал Тито, е најстариот извиднички одред во Република Македонија. Формиран е есента 1952 година, а подоцна во 1953 се регистрирал во Сојуз на извидници на Македонија. Сојуз на извидници на Македонија е основан на 1 ноември 1953 година, на што предстои ствари неколку одреди кои што се основале како групи во Македонија, решиле ајде да се здружиме, да направиме Сојуз на извидници на Македонија, како што е пример нели секаде во светот. Така во 1953 година се здружуваат одредите и го формираат Сојузот. Моментално во Македонија како одреди членки на Сојуз на извидници се околу 17. Имаме во речиси сите градови, ајде да кажеме во пола градови од државата имаме. Многу би сакале да имаме и во повеќе градови, да опфатиме што е повеќе извидници.
Сојузот оваа година одбележува 70 години од своето основање. Станува збор за најголемата младинска чадор организација на 23 активни извиднички одреди, а извидничката програма активно ја следат повеќе од 2500 деца и млади. Смотри се за мене најубав настан кој што го организира Сојузот на извидници на Македонија, меѓутоа и сите сојузи во Европа и во светот. Ние го организираме на 5 години. Секогаш, барем во мојата кариера на извидништво, генерален покровител на смотрите ни е претседателот на држава со армијата, која што секогаш е тука за логистичка и за програмска поддршка. Годинава покрај тоа што славиме 70 години, имавме и 13-та смотра која што се одржа во Крушево. Имаше околу 1000 учесници, волонтери, логистика, прекрасни 10 дена кои што им пружија на децата незаборавни моменти и пред се дружба и запознавање со извидници од цела Европа. Извидничката програма е развиена врз 3 широки принципи кои ги представуваат основните верувања на движењето: обврска, должност кон духовниот развој, должност кон другите и должност кон себе. Сите извидници се обврзуваат на кодексот на размислување и живење, изразен во извидничкиот завет и закони, кои ги отелотворуваат овие 3 принципи. Извидничките завет и закони представуваат пишана форма на вредностите, кои се пренесуваат на извидниците од генерација на генерација. Тоа е оној познат извиднички поздрав, кога се креваат трите прсти, кај што е, значи, во моментов има 6 милиони извидници во светот, така што активни, милиони што биле порано, и тоа е тој основниот принцип на извидничкото движење, кој што е ист и што представува. Тој представува дека сите ние имаме обврска кон себе, обврска кон другиот и обврска кон својата духовна реалност, и големиот прст го чува малиот, односно поголемиот извидник човек секогаш треба да го чува помалиот, односно посилниот да му помага на послабиот во било која ситуација. Следствено на извидничкиот принцип го имаме и извидничкиот завет, кој што е исто така горе-доле ист во целиот свет. Тој извиднички завет се дава свечено после неколку месеци како детето или младиот човек нели ќе пристапи кон нашата организација. После неколку месеци се организира свечено давање на завет, најчесто на некој камп, каде што на дрвце некое символично се пишува името на извидникот, се повторува извидничкиот закон. Годинава од 12 до 21 јули во Македонија се одржа најголемиот интернационален камп на кој учествуваа повеќе од 1000 извидници од земјава и од странство, со повеќе од 15 држави од регионот, Европа и светот. 13-тата македонска извидничка смотра беше организирана од извидниците во ски центарот на највисокиот град на Балканот, Крушево. Смотрата ни е најголем извиднички настан што го организира Сојузот на извидници на Македонија. Се одржува на секој 5 години. Оваа година ни беше 13-та смотра, се одржа во Крушево. Трае 10 дена и го поврзавме со 100 години постоење на Крушевската република, па поради тоа одлучивме таму да ни биде смотрата. Беше поврзана со 10 дена извидничка република. Искрено имаше многу гости, имаше повеќе од 800 учесници, што од Македонија и од 15 други држави во светот. Се стекна многу нови пријателства, се научија многу нови вештини, имаше прекрасни активности кои беа поделени во повеќе категории. Смотрата оваа година се организираше под мотото "Достигни ги височините". Смотра е извиднички настан на кој вообичаено присуствуваат извидници, најчесто на возраст од 14 до 17 години. Постојат различни видови смотри, и тоа светска, државна, па дури и градска. Првата извидничка смотра во Македонија почнува во 1958 година во градот Велес. Само 5 земји во светот немаат извиднички одреди, а тоа се Кина, Куба, Лаос, Северна Кореја и Андора. Во категоријата извидници спаѓаат сите членови на извидничкото движење на возраст од 11 до 14 години. Поздрав за сите извидници и оние повозрасните кои денес ви пренесоа интересни извиднички приказни во ово издание на Приказна. Довидување!